Добро утро, добри луѓе. 4:30 са бајле. Не личам на човек, као што можете да забележите. Денеска патувам за Белград. Еве земав да јадам некој ладен сендвич. Ова намерно го снимам за мајка ми да не се грижи, пошто едно 125 пати пред да излезам ми кажа купи нешто да јадеш, купи нешто да јадеш. На здравје, нека ми ај се слушаме после кога ќе стигнат овие. Kada te nema uvek pomislim na najgore. Добро утро од мене уште еднаш. Минавме граница, поминавме све што можеме да поминеме и требаше да поминеме. И само сакав да ви се пријавам дека тргнавме да не ме мислите. Ами најверојатно ќе ви се јавам кога ќе стигнеме затоа што или евентуално ако се дешава нешто интересно uz pad. Ako mi odeš ti, već ću preživeti. Nema te utehe, nema te sreće koju ću pronaći. Ево, поздраво он, ова е Христијан. Punsko cveke neka me pokrije. Duša nek mi ljubav oblaci koga ne kešti. Srcata polnije utro to stvori sa ljubove su jedan za drug. Ај прво за распавање. Нешто да бекнам. Само да ви јавам дека застанавме у Ниш, ваljda, на бензиска. Сакам да влезам да видам дали има некој број со интернет, да земам тоа и кафе да пиеме. Ќе пиеме ли кафе? Кафе ќе пиеме и тоа е тоа. Тимот на Карлеуш прави склекови, за да изгледа добро. Меѓу другото, сакам да ви кажам дека овие се мокри, не може да седиме и стоиме и пиеме вака кафе. Poljubi me, filmski nestvarno i najlepše. Kad je prestani, okreni se i nestani, dodirni me sasvim slučajno. Poljubi me, filmski nestvarno i najlepše. Kad je prestani. Другари, само да ви јавам дека ние скоро па стигнавме тука лево негде. Не знам како. Не знам зашто ми е толку близко камерава. Ужас. After 200 meters, you will reach your destination. Но ми е смешно да влогувам пред луѓе кои не ме знаат и сега ми е... Кога не те знае? Ево го Дејан позади. Ево го Кристијан у кола. Ozbiljna kuća, tako i gdje ste došli. Ovo je generalno štab. Da, tu direktno sežeš. Ви кажав дека стигнавме, се собра скоро сите, гужва има бејаги. Јелена уште не е дојдена, колку што ја сватив, а почнале веќе со тоа изборот на песни, часови, чуда. А ако не се лажам, пристигнате само Мирош Хорич со уште двајца мажи. Кои се тие двајца мажи? Ја старо не знам, затоа што не ги видов кога дошле. Бев да се пресоблечам и сега тркнавме да јадеме. А вие погодете каде според сите мои влогови до сегашни животни, знаете каде оди Македонче, кој ќе дојде? Кој ќе излезе ствари од Македонија? Пробите се во текст, тоа што полна што имав можност да го видам и слушнам, ќе траат до утре. Дали сум во право? Da. Добре, чао. Не знам зашто ви се јавам вака цело време без вез. Ćao mama. Представете се. Come se llama to? На YouTube-у? Ćao. Subscribe, share i like. Tako je, ali reci ljudima koje ime. Ja sam Tea Šufta. Ne vredi, sve ti je od srca veće. Ja sam Velma, čije prezime nećete zapamtiti. Kao ja, suze ti čuvam za kraj. Bravo! Reci prezime, molim. Husein Begović. To su dva prezime. Husein Efendić. Ona je Belma, samo Belma. Samo Belma, okej. Ona je Belma H. Belma H. Belma H. Tačka. Like, share, subscribe. Wow.
Izvinite, nije popila terapiju ni ona danas. Malo je. Ej, živim blizu udarišta, najjače. Šta živiš? Jako blizu psihijatriji. Pa, Ja ne znam šta čekaš. Hvala prijatelju. Ništa. Laku noć. Drugari, ja jedno 6-7 пати влегов и излегов од студиото затоа што за втората песна одлучивме што ќе пеам, меѓутоа имам проблем со првата, односно баладата и сум во кризни моменти, немам никаква идеја, имам сериозни проблеми, не знам што да правам. Еве, дечки, завршивме со пробата, јас конечно завршив, до мене е Мирош Корич, еве ќе ви каже како се поминавме денеска. Fantastično, fantastično, odabrali smo divne pesme, ne možemo da otkrivamo, ali zato gledajte Zvezde Granda, the best. Да. Така е, вториот круг почнува тек во јануари, ама бидете во тек, затоа следете го Инстаграм профилот на Мирош Корич, мојот Инстаграм на Звезда Гранда и бидете во тек со се. Чао од нас. Гледайте нас. Е, го чекам сега Дејан да заврши со и него го вратија 3 пати. Еве со мене се можете слободно да се представите на моите гледачи. ja sam Milica. Ja sam Natalija. Како сте задоволни данашним даном? Доđe vamo. Ja se radujem pici koja nam je stigla, ničemu Nije drugom. stigla. Stigla je. Ja sam vidjela da je stigla. Bilo je burno. Bilo je Rekli su sat vremena. Ne, sad je stigla pizza. Kod njih? Ne znam, negdje je stigla. I ja spava. Ti neću kažem Makedoniju da kupaš pizzu. Ja dok ne stigne pizza ne idem nigde. Putujem 5 sati. Recite mi kako ste zadovoljni, šta ste zadovoljni, vi još niste ušli. Inače, fun fact, 8 sate, 8 i 20, koliko je? Evo, 12 sati. Evo, ne vidi se. Čekaj, zašto se ne vidi? Ne vidi se, ne vidi se. Koliko je sat? Vlog. Aha, ako bude proba trajala do 3, trajeće do 3 mi imamo pizzu. Tako da se ja ne želim. Aha. Ja jedem sve, sad sve jedem. Bela mi se ide kući. Svima se ide kući. Meni ne, dok ne stigne pizza ne idem nigde. Čujem ja jako. Ne, ja ga čekam Dejan da završi, pošto i njegov ga vraća 2 pati, mene 3 pati, da smislam druga pesma i konačno odpravme. Oni, niko od njih nema vlezano se ušte, žal mi je. Nije pošto smo od Makedonije, imamo kao da me prednost. Stigna pite. Da li valja? Ima ne znam koliko, 2, 4, 6. Jel nema pepper? A svi su različiti, tako da ne moramo jesti jednu po jednu. Brate, završili smo. Завршивме конечно, еве го излезе и Дејан и он си ги доби песните што ги сакаше. Ја не си ги добив сите што ги сакав, една сакав, една тут таму, али добра е у секој случај. Дува ветер, не знам колку добро ме слушате, ви кажав, мислам дека Кристијан у коло испие за греота, али добро, он заврши на време и тоа е што е. Ние останавме уште малце, ја видеото ќе го одјавам веројатно дома, затоа што сакам накусо да ви раскажам како си поминав, затоа што не успеав да ви снимам све. Моментално е на кај 9, тука сме од 11:30, а станавме у 4 со бајле и живи сме. Оспи, не може да не отклучи, сега где го е клучот. А, еве се отклучи. Овде ми е све, леле, после како ќе се соберам, не знам. Ајде, чао. На некоја бензиска, 100 км пред Ниш, предпоставувам. Седнавме да пиеме кафе, да дојдеме малце при себе. Помина сат и нешто од како тргнавме. Колко е сат уопште? 10. Значи тама сад време како сме тргнале, брзо се возиме, све си окей. И тоа е тоа, светлото е очајно. Како год да се снимам денеска, нешто не функционирам, цел сум црвен, се препатив едно 165 пати. Ева кафето вајде дека не врати у живот. Не можеме да заспиеме за да не заспи идеја. Пошто он вози, а немаме тоа, како се вика? Полномоштво да возиме ние, мислам ако те биде критично ќе возиме, па. А сите сме баш уморни, Кристијан додеше малце посма и колава, би го снимав. Стварно те снимав, господи. Не. И тоа е тоа. И еве ме 24 часа подоцна, ги погледнав материјалите од влогот и сватив дека нема потреба многу да должам со одјавата, накусо само ќе ви кажам како си поминав и ќе земам веднаш да го монтирам влогот за во најскоро време, нели, да го погледнете. Мислам дека успеав да ви ги доловам сите интересни нешта кои ми се случуваа. Преживеав, жив сум, за здрав не гарантирам. Петок е, 10 саат на вечер. Ја станав од спиење, нормални луѓе кои излегуваат у град
ја уште не можам да дојдам при себе. Вчера се прибравме у 3 сабајле, дур да легнам, дур да заспиам, ме фати 4, станав у 6:30 и отидов на работа од 8 до 4, не знам од каде енергија, од каде сили. Дојдов од работа и се комирав до пред половина час. Станав, направив кафе и еве, пошто ви ветив предходно дека видеото ќе го одјавам дома со куса анализа на тоа како си поминав, односно на денот кој имавте можност да го погледнете. Ќе почнам вака. Во вторник, околу 5 попладне ми се јави на телефон и ми кажа дека во четврток у 12 морам да бидам у Гранд продукција на првиот менторски час, односно на првата проба на која што треба да ги одбереме песните кои ќе ги пееме во втор круг. Доколку мислите дека ние сами си ги бираме песните, се лажете. Мислам, ние сме должни да отидеме со список на песни кои потенцијално би сакале да ги интерпретираме во вториот круг. Меѓутоа, во овој случај Мира Шкорич беше таа која требаше да ни пресуди дали ќе пееме песни кои ние сме наумиле да ги пееме, односно песни кои ние сакаме да ги пееме, или таа евентуално ќе ни предложи нешто во име на целиот тим кој работи за Елена Карлеуша. Веќе имавте можност да видите дека Карлеуша не се појави на пробата од оправдани причини. Очекував овие проби да траат буквално 5 минути, онака као џабе идење. Те гледат, те слушаат и као окей, меѓутоа не. Мора да ја пофалам Мира Шкорич, која максимално ни се посвети. Ако ви кажам дека часот траеше до 4,5 сабајле, нема да ми верувате. Ние од Македонија имавме среќа што бевме као привилегирани да влеземе порано, за да можеме да се вратиме назад у Македонија и да стигнеме и нели по работа во школа, факултет кој каде ја оди. Исто така и црногорцеве. Меѓутоа луѓето од Босна и од Србија заглавија баш до рано сабајле. Да, звучи нереално и напорно, стварно е напорно и тоа чекање и тоа работење со сати. Гласот не ми е денеска функционален, но ете ќе помине и ќе се фокусирам да вежбам што е можно повеќе на песните кои ги одбрав. Веќе денеска ни стигнаа матриците, кои звучат при тоа одлично. Можно е да имаме уште една проба пред снимање на вториот круг, кој ќе започне во јануари. Тоа е сума сумарум накусо што можам да ви го кажам, а мислам дека во влогот не го кажав, се останато нема потреба се повторувам. Имавте можност да видите, така што тоа е тоа. Јас искрено се надевам дека овој влог ви беше интересен. Мене, земајќи ги предвид материјалите, ми е сосема коректен со тоа што мислам дека ги имам доловено сите суштински моменти и елементи. Драго ми е што влогував и што ова ќе ми остане како еден спомен за цел живот, затоа што никогаш не се знае, може би ова ми е првата и последната проба. Мислам, дај Боже да не е така, но ќе пробам да влогувам и на следната проба и која ќе снимаме и да ви влогувам се. Од вас барам само да ме поддржите и да ми кажете дали ова ви се допаѓа, за ете да имам дополнителна мотивација. Ставете лайк и претплатете се на мојот YouTube канал, а ние се гледаме многу наскоро. Ве љубам и имајте убав остаток од денот. Чао!